Кочани е во групата од 6 општини во државата кои издвојуваат повеќе од 20.000 евра на годишно ниво за прскање против комарците, а меѓу 7 во кои се третира и авионски и од земја, покажува истражувањето што го направи Центарот за граѓански комуникации од Скопје. Според склучените договори со оддавателите на услугите, оваа година од општинскиот буџет ќе се потрошат 24.790 евра за авионскиот третман и уште околу 7.000 евра за третманот од земја, односно близу 1.960.000 денари. Договорите се склучени со Друштвото за авиоуслуги Бониер од Куманово и јавната здравствена установа Центар за јавно здравје од Скопје, кои веќе спроведоа дел од преземените обврски. Само според сумата за авионското прскање, Кочани е на 4-то место во државата, а ако се земе предвид вкупно издвоената сума за двата третмана, тогаш го дели второто место со општина Велес, каде е платен сличен износ од буџетот. Во анализата на Центарот за граѓански комуникации се наведува дека за оваа година вкупно 770.000 евра одделно платиле 39 општини и еден плански регион заеднички со 9 општини. При тоа, 35 општини се бореле со комарците од земја, односно имале тендери за така наречено теристичко прскање, додека други 6 општини се справувале со комарците од воздух, односно имале тендери за авионско третирање. 7 општини во државата имале и земјано и воздушно прскање. Општина Виница пак со околу 8.600 евра за двете различни прскања е во средната група локални самоуправи кои издвојуваат буџетски средства за дезинсекцијата. Теристички третмани против комарците ова лето спроведува и општините Зрновци и Чешиново Облешево, но од нивните буџети се издвоени многу помалку средства во споредба со соседните општини. Кадровски промени се направени на раководната позиција во Општата болница со проширена дејност во Кочани, а на местото вршител на должноста директор е назначена доктор Душанка Ѓоргиева Трпевски, магистер по здравствен менаџмент и доктор специјалист по детска и превентивна стоматологија. Решението за назначување на новата раководителка на јавната здравствена установа во Кочани го потпиша министерот за здравство доктор Фатмир Меджити, со што тоа веќе влегува во сила. Посебна чест и одговорност е што на точно нови ден го добив решението за ВД директор на Општа болница Кочани, затоа што денеска е голем празник, Свети Пантелеймон, односно празник, тој исцелител кој што лечил со помош на Божја помош. Представува голема чест да бидам директор на оваа болница. Силно, храбро и одлично застанувам на оваа позиција. Очекувам максимална поддршка од медицинскиот кадар во нашата болница, затоа што знам дека ние располагаме со прекрасен медицински кадар, прекрасен стручен кадар и специјалисти и специјализанти кои што се во голем број во моментот во Скопје. Исто така мораме да бидеме и отворени за граѓаните на општина Кочани, да секојаш да бидеме отворени и да излеземе да ја оставиме негативните коментари надвор и да работиме се за подобро здравство. Ѓоргиевска Трпевски има скоро 17 годишно работно искуство, од што 12 години како регионален менаџер во приватна компанија од областа на здравството, а од 2017 година е во редовен работен однос на одделението за детска и превентивна стоматологија во Општата болница во Кочани. Таа е и член на актуелниот состав на Советот на општина Кочани, како и председателка на Општинскиот форум на жени на СДСМ од Кочани. Перо Ѓоргиевски е новиот ВД директор на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани. Тој доаѓа на местото на досегашниот директор Антонио Паунов. Во зградата на општина Кочани, во присуство на градоначалникот Љупчо Папазов, беше извршено примопредавање на раководната позиција. Папазов и Ѓоргиевски исто така беа на увид за санација на водоводен дефект на улицата Раде Кратовче, каде што интервенираше секторот за водовод и канализација. Во наредните денови ВД директорот Ѓоргиевски ќе изврши планирање на приоритетни активности од редовното работење на предпријатието, кон кои ќе се пристапи со динамично спроведување. Ѓоргиевски е член на Советот на општина Кочани од редовите на ВМРО, а исто така и председател на управниот одбор на градскиот фудбалски клуб Осогово. За редовно обележување на хоризонталната сигнализација на улиците во градот и дел од населените места во општината,
Локалната самоуправа на Кочани планира да потроши 593.000 денари. Со парите треба да се покријат трошоците за набавка на боја со рефлектирачки карактеристики и за работна рака на изведувачот на работите. Според техничката спецификација, фирмата што ќе биде избрана на јавниот повик треба да ги обележи пешачките премини на улиците во градското подрачје, како и соодветните линии и обележувања за известување за свртување пред крстосниците, и такси и автобуските постојки. Со набавениот материјал планирано да се покријат 4400 квадратни метри со обраќајна површина во бела и жолта боја. Обележувањето на хоризонталната сигнализација во Кочани вообичаено се прави 2 пати во годината, напролет и пред почетокот на новата учебна година. Во изминатиот период имаше доста забелешки за квалитетот на извршената работа, зашто најчесто на седниците на Советот преку институција советнички прашања беше барано од изведувачот на работата да користи боја што потешко ќе се отстранува од коловозот. Поради тоа, со тендерот за јавна набавка се бара од давателот на услугата да обезбеди гаранција на материјалите што се вградуваат. Обновувањето на хоризонталната сигнализација на улиците во Кочани треба да придонесе за поголема прегледност, а пред се за безбедност во сообраќајот. Јавниот тендер за избор на фирма што ќе го врши обележувањето е веќе објавен, а заинтересираните може да се пријават до 24 август. Раскопани улици, тупки по асфалтот и тротоарите. Начисти проблеми со кои жителите на општина Кочани се соочуваат секојдневно. Видливо оштетување, односно дупка на асфалтот е забележано кај пругата на улицата Никола Карев на патот кон селото Градовци. Ископаниот асфалт представува проблем за минувачите на моторните возила, велосипедистите како и за возачите на мотори. Оние што знаат каде е дупката ја одминуваат, но тие што не знаат и возат во ноќните часови, често налетуваат на неа при што ги оштетуваат автомобилите. Оврска на надлежните служби е да ги санираат коловозите по настанатите оштетувања, но тоа во пракса е незабележливо бидејќи секојдневно граѓани реагираат за проблемите со оштетените улици. Причини за одредени раскопувања се проблемите со водоводната мрежа, кои речиси ги има на секоја улица во градот. Практиката покажува дека крапењето на дупките со ладен асфалт е само привремено решение, па затоа по кратко време покрај старите оштетувања се јавуваат и нови. Општина Кочани во април годинава склучи договор со фирмата Коле Транс Инженеринг од Штип за крпење прекопи на улици и оштетени асфалтни површини, а сумата што ќе биде исплатена е околу 3 милиони денари.